воено и регулярна штаба. Благодарам. Јас ќе ви информирам само за јавниот оглас кој што е во тек. Добро. Повелете. Јавниот повик за прием на 400 лица по владината мерка за поддршка во борбата против пожарите, вклучително пред се превенција и борба против пожарите, завршува во четврток. Ги повикувам сите заинтересирани лица кои што се заинтересирани за оваа владина мерка, најдоцна до четврток да поднесат апликација во локалниот центар за вработување во било кој град во државата. Таму ќе ги потполнат потребните документи, значено е дека со нив треба да носат потврда, медицинска потврда од матичниот доктор, во која што се потврдува дека не боледуваат од тешки болести кои што би пречели во приработењето на оваа исклучително одговорна задача. Други документи нема потреба да носат со себе, како што веќе во неколку наврати кажав, од оние лица кои што ќе покажат интерес за оваа работа, ќе ги одбереме најдобрите и ќе имаат можност да бидат примени како професионални пожарникари во локалните територијални противпожарни единици. Најдобрите од нив, особено оние кои што гравитираат во Скопје и околината, ќе имаат можност да конкурираат, а потоа да бидат примени во новата специјална единица за заштита и спасување, која што е во фаза на формирање. Доколку имате прашања, повелете. Ако може, господин Ангелов, знаеме дека јуни во споредба со јули има 3:1, скоро рече се зголемување на интервенциите на пожарно отворен простор. Какви се бројките, со колку хектари изгорена површина станува збор? Дали имате со такви податоци да располагате? На ова прашање најдобар одговор ќе ви дадат надлежните од национални шуми кои што ја водат оваа статистика, но би укажал дека поголем дел од пожарите се одвиваат на тешко пристапни терени, каде што пред се расте деградирана шума, нискостеблеста шума, трња и трева. За жал на неколку места пожарот навлезе во делумно квалитетна шума, како што е на територијата на Македонски Брод, во аторот на село Крапа и околните села, но генерално на повеќето места, како што веќе кажав, гори ниско квалитетна шума или трња во дојран, како што ги нарекуваат со некои посебни имиња кои што сега нема да ги употребам, да не ги погрешам. И штетата во овој момент секако дека од аспект на екологија дека не е за подценување, но споредено со минатата година е значително помала. Денеска каде е се уште критично според вас? Дали се гаси од воздух, што се случува на терен? Поимот критично може да биде толкуван пошироко. Во овој момент немаме ниту еден критичен пожар од аспект на загрозување на села, населби или друг тип на населени места, викенд, куќи и така натака. Во овој момент два трактори на дирекцијата за заштита и спасување действуваат врз пожарот над село Николич, кој што се движи кон Валандовската страна, и можам да кажам дека овој пожар е пред само ставање во контрола. Очекувам до крајот на денот истиот да биде ставен под целосна контрола. Таму на лице место се наоѓа заменикот директор на национални шуми Кире Михаилов со повеќе екипи на национални шуми на кои што помагаат или ја имат водечката улога професионалните пожарникари од Валандово, Гевгелија и Струмица. Истовремено имаме 4 пинсгауери на дирекцијата за заштита и спасување кои што се управувани од припадниците на полицијата, во овој случај на посебната единица на полицијата, додека на водните топови се ракувачи од Кавадаречката противпожарна единица. Исто така на терени доброволното противпожарно друштво од Дојран, кое што иако со скромен број сепак дава придонес во борбата против оваа огнена стихија, и една група на ловци од тој регион кои што добро го познаваат теренот и помагат во совладувањето на овој пожар кој што се одвива на многу тежок терен, на некои места тешко пристапен, а на некои места и целосно непристапен. Врз овој пожар минатите денови действувавме и со ер-трактори, и со хеликоптери, и со тешка механизација, како што е случајот денес, булдужер кој што го проширува патот, со кој што се прават противпожарни пресеки. Колку лица во сега пријавено на огласот? Немам информација, бидејќи доаѓам буквално од терен. Овие информации ги имате во Агенцијата за вработување
но како и да е постои голем интерес кај граѓаните за оваа владина мерка со тоа што се појави одредени нејасноти и каде граѓаните да аплицираат. Токму затоа ги повикувам сите заинтересирани граѓани за оваа владина мерка да се пријават во локалниот центар за вработување, во оние градови во кои што тоа го има, или во некој од соседните места, ако во некое помало место нема центар за вработување, додека, како што веќе известена јавноста, 14 општини беа опфатени со оваа мерка, 13 аплицираа, една општина не аплицираше според оние информации кои што ги имам на располагање. Бројот на лица кои што ќе бидат ангажирани е различен од општина до општина. Во градот Скопје, преку општина Кисела Вода, треба преку оваа мерка да бидат ангажирани 80 лица. Значи, во градот Скопје апликацијата треба да се поднесе во општината Кисела Вода, но во локалниот центар за вработување. Верувам дека во градот Скопје, во повеќето општини има центри за вработување, но впрочем на интернет може да се најдат овие податоци, бидејќи ние пред се обраќаме и на помлади лица кои што се психофизички во добра состојба, здравствено во добра состојба. Верувам дека сите они кои што се реално заинтересирани можат да прогуглаат на интернет и да ги најдат потребните податоци. Благодарам.